Метео, Велес. Чекор пред времето. Метео Велес, 7 мај, недела 2023 година. Во наводници пукаше од жешко. Пеколно, висок UV индекс, 7,7. Не од многу жешко, туку навистина многу силно печеше сонцето. Допълнително од Метео Велес, каде и на други места имало високи температури. И ете, ги видовме максималните дневни температури. Многу печеше денеска сонцето, UV индексот беше, речи си, скоро некој 8, 7,7, висок UV индекс, силно печење. И утре слични температури, може би за 2 до 3 степени нешто пониски ќе бидат. Меѓутоа, веќе од попладените часови ќе има нагла промена на временската состојба. Ајде да почнеме поред. Одиме, значи, веќе во текот на пладневните часови понекаде ќе има, но повеќе од пладневните часови нешто после 14-15 часот ќе има зголемување на облачноста. Знаете, сината боја послаби врнежи, зелената боја појаки врнежи, жолтеникавата и кафената боја поизразени врнежи, односно портокаловата боја поизразени врнежи и нормално црнекастата боја уште посилни врнежи. Овие светкање, тоа се електрични празнења, значи утре попладневните часови ќе има дожд, можеби не толку колку што ќе има во текот на денот вторник, меѓутоа ќе има поизразени врнежи. Ќе има и за кратко локални врнежи. Поројни, меѓутоа поизразени врнежи ќе има во вторник. Гледаме грмотевици дека ќе има на повеќе места. Да не ги нагласувам каде, гледате убаво каде има грмотевици. Да нагласам дека можно е поради жештината и поради високиот ладен воздух што ќе доби нискиот, можно е на некои места да има и појава на нестабилно поизразено, ајде да речем, невреме. Исто така може да кажам дека ќе има и појава можно на град. Значи нема да биде изненадување, да не нагласувам точно каде, меѓутоа може да има и појава на град. Гледаме значи каде ќе има и грмотевици, значи на повеќе места во државава, север-западниот, потоа значи западниот дел, околу Пелагонискиот регион, околу Теквешијата, околу Велешкиот регион, па може и во Велешкиот регион, меѓутоа претежно некаде јужно-југозападно на Велешкиот регион, таму се очекуваат грмотевици, можно и појава на слаб град, таму некаде околу реоните на Чашка, Извор, тој реон, Оризари, можно да има и појава на слаб град. Дај Боже да нема, меѓутоа да нагласам дека е можно. Појава на слаб град е можно околу Струмишкиот регион, Радовишкиот регион, Кајкачанскиот регион, нешто околу Пелагонискиот регион, Капитолскиот регион е можно појава на слаб град. Меѓутоа да не прецизираме точно. Значи, грмотевици, потоа во текот на ноќните часови ќе заслабат малку врнежите. Да речем така, некоја привидна пауза, но ќе има и понатаму врнежи во ноќните часови. Сепак, врнежите од дожд ќе бидат многу повеќе изразени во текот на денот вторник. Каде што, во текот на 24 часа, ако ги присматаме оние од понеделник, вечерните ноќните часови, во текот на вторник, па некаде до среда сабајле, значи некаде околу 30 на часа, врнежи ќе надминат и над 30, близу 40 литри на метар квадратен. Значи не наеднаш, туку во текот на 24 и уште 12 часа ќе додадеме некаде околу 36 часа. Значи гледаме дека има доста и зеленкасто жолтеникава боја. Да кажам дека врнежи се очекуваат на поизразени повеќе на истокот, југоистокот од државата, Крушевско, Македонски Брод, Пелагонискиот регион, северо-западниот дел од државата. Гледаме повеќе каде има она портокалова црвенкаста боја. Значи тоа е за денот вторник, ќе има се докај вечерните часови и во текот на ноќните часови. Но ваквото време, јас повторно ќе речам сега доследно време, ќе има и повремени сончеви периоди во текот на наредните денови, значи еве врнежи гледаме дека ќе има и во среда. Може би нешто последно, меѓутоа ќе има на повеќе места и врнежи во среда. Исто така врнежи ќе има и во четврток. Сума сумарум, доследно време, предпладне ќе биде така, може би со сончеви периоди, малку ветровито, меѓутоа во текот на пладневните, попладневните, вечерните часови ќе си затера секој ден, ајде да не речем до крајот на следната недела. Да нагласам
дека еве гледаме дека ќе има и во четврток, и во петок има врнежи. Исто така сабота исто така се очекуваат врнежи во текот на следниот викенд, меѓутоа тоа е малку подалечен период. Да попричекаме, ајде сега еве вака малку визуално да кажам дека ќе има и во текот на сабота. Значи некаде до 15-16 да не очекуваме некое си подобрување на временската состојба. Еве да кажам дека и максималните температури веќе од кај вторник слободно може да кажеме дека постепено ќе се намалуваат температурите и ќе опаѓаат. Еве понеделник значи ќе се искачат температурите некаде до кај 25 степен. Значи утре понеделник нема да има кој знае какво намалување на температурите, реков за 2 до 3 степена, меѓутоа веќе од кај вторник ќе има постепено намалување на температурите. Јас и кога го честитав Ѓорѓиот ден, визуално на Тоше Проевски, кажа дека максималните дневни температури би се движеле помеѓу 12 и 18 степени. Некаде температурите ќе паднат и до 12-13 степени, што навистина не е добро. Бидејќи, ако денес имавме температури 27, тргнаа веќе неке 28 степен, во Велес за малку не фана 28 степен и Скопје, меѓународен аеродром, така да тешко на тие што се ремонтисарите, метеопатите, не да имат коскоболни проблеми, зглобови, кичми, мртоглавици, кардиолошки проблеми, гастропроблеми, гадања, повраќања и така натаму. Еден од тие сум и јас, така да не знам како ќе си поминам преку неделата, но што да правиме, тоа е тоа. Гледаме дека ќе има ниски температури, реков помеѓу 12 и 18 степени. Потоа некаде таму, значи после викендот, наредниот викенд ќе има покачување на температурите, но тоа е тоа. Значи некаде од следната недела еве ќе почнат постепено да се покачуваат температурите, но до крајот на неделава некаде до кај петок, сабота температурите ќе се движат не повеќе од 18 степени. Нема да се искачат. Значи ќе биде студено време. Навистина многу променливо време. Ја одамна вака не сум вишол ваква променлива пролет. Зимото имаме пролетта имаме, да не речем зимска, меѓутоа студена есен. Ете тоа што се однесува за температурите. Вакво време се очекува значи во текот на следните денови во Македонија. Инаку да нагласам дека УВ индексот ќе падне, нема да има многу сончеви периоди во текот на неделата, предпладник има, меѓутоа реков во попладневните часови има доста изразено нестабилно време. Да нагласам дека понеделник утре попладневните часови ќе има изразено нестабилно време, жолта фаза, некаде може и протоколова фаза, значи може да има и невреме на некои места. Нагласи дека може да има и појава на град. Вторник претежно ќе има значи дожд, помалку грватевици и во следните денови променливо нестабилно време. Ред сонце, ред дожд, па ветрче малку, па потоа повторно ќе заврни и така натаму. Ете такво променливо време се очекува некаде до кај следната недела. Ајде не речам до крајот на неделата, меѓутоа некаде до кај четврток, па малку пауза, па викендот повторно би имало врнеж. Постабилно време некаде после 16 мај. Ете тоа е тоа што ви подготвив за вечерва, за оваа временска состојба. Ви благодарам на вниманието и секој добро. Метео, Велес. Чекор пред времето.